Колапс и на така веќе расклатениот системи се случи на власта за време на предвремените избори за градоначалник во општина Штип, обвинуваат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Штип, бидејќи на денот на изборите, на според нив 3 избирачки места, лица позитивни на COVID-19 или лица во изолација слободно излегле да го остварат своето демократско право на глас. Почитувани сограѓани, ако на изборниот ден со присуство на полицијата пред секое избирачко место, луѓе во изолација се шетаа и влегуваа кај членовите на избирачките одбори, тогаш кој знае што се случува секојдневно. Дали оваа психотична структура ги убеди овие граѓани кои се во изолација дека слободно можат да гласаат на денот на изборите, односно дека никој ништо не им може? Кој даде амин, не само оние во изолација, туку и луѓе позитивни на COVID-19 да излезат на гласање и да го загрозат општото здравје? Кој ќе одговара за загрозувањето на здравјето на членовите на избирачките одбори 2252, 2265 и 2276, затоа што беа соочени со позитивни лица на нивните гласачки места? Власта не треба да се прави наудрена и да ја врти главата на другата страна кога пред очи и се случи колапс и на така веќе расклатениот систем. Чекаме да ги видиме чекорите кои ги превземаат Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство за гласањето на лица во изолација на споменатите избирачки места. Одговорност мора да има, не само за граѓаните кои излегле на гласање, туку и за институциите и партиските функционери кои го одобриле и охрабриле овој грозоморен чин. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Штип бараат одговорност како за граѓаните кои излегле на гласање, така и за институциите и партиските функционери кои го одобриле и охрабриле овој громорозен чин. Додека сите релевантни институции и целата македонска јавност го оцени изборниот процес како успешен, безбеден и демократски, ВМРО ДПМНЕ со манипулации и шпекулации го деградираат секој глас на гласачите, но и професионалноста на избирачките одбори. Доколку од ДПМНЕ сметаат дека изборниот процес бил нерегуларен, тоа може да го докажуваат во надлежните институции, како и до Државната изборна комисија. Со лаги и манипулации сакаат да фрлаат дамка на овие демократски и слободни избори, затоа и граѓаните ги казнуваат на Со лаги и манипулации сакаат да фрлаат дамка на овие демократски и слободни избори, затоа и граѓаните ги казнуваат на неколку изборни циклуси поред. Пред само 5 месеци Мицковски и ВМРО ДПМНЕ беа поразени на предвремените парламентарни избори, а пред само 2 дена поразени беа нивните блокади и обструкции во Штип. Во Штип победи демократијата и слободата на изразување на јасниот став на штипјани, дека се против блокади и уназадување, додека јасно гласаа за успешната политика на СДСМ, кој преку Сашко Николов ќе продолжат во иднина да се остваруваат, стоеше во изјавата на Социјалдемократскиот сојуз.